Ваша светост, почитувани емененци и екселенции, дами и господа. Ми представува чест и големо задоволство како председател на Република Македонија во името на македонските граѓани да му посакам најтопло добре дојде на неговата светост, папата Франциск. Символично, ова историска посета се случува на 25 годишнината од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Република Македонија и Светиот престол. Благодарни сме за континуираната поддршка за нашата европска интеграција и воопшто за напредокот на нашата држава. Одличните билатерални односи се надоврзуваат на длабоката и вековна доверба и почит на македонскиот народ кон Светиот престол. Ваша светост, вашата апостолска посета на Република Македонија е полна со символика. Но тука има еден проблем. За современиот човек символот е испразнет од суштината. Слободата, еднаквоста, правдата, човековите права се символи што ги инспирирале генерации да се борат против робството, сиромаштијата, неправдата и уништувањето. Денес овие зборови почнаа да го губат значењето. А кога зборовите и символите го губат нивното значење, луѓето ја губат нивната слобода. Но во христијанството символот не е само сликовита представа за суштината, туку сад што во себе ја содржи самата суштина на она што го представува. Изворното значење на символот е препознавање и поврзување на два дела од една целина кои иако долго време биле одвоени, сепак меѓусебно се совпаѓаат. Посланието до Диогнет зборува за ваквата природа на символот. Бидејќи христијаните не се разликуваат од другите луѓе според територијата, говорот или пак обичаите, тие живеат во своите земји, но само како кираџии. Тие учествуваат во се како граѓани, ако поднесуваат секое бреме како тугинци. Секоја странска земја име татковина, а секоја татковина тугина. Нивниот престој е на земја, но тие се граѓани на небото. Христијаните се препознаваат и поврзуваат преку Евхаристијата како символ на прекршеното тело Христово. А вие, ваша светост, сте еден од символите на тоа единство. Во нашата ера на конзумеризам, корпоративизам и постхомунизам, вие нас не подсетувате дека постојат нешта кои имаат вредност, а немаат цена. Светоста на човековиот живот, интегритетот на човековата личност, достоинството и различноста. Вие не потикнувате да ги земеме предвид не само нашите непосредни потреби, туку и потребите на другите. Да направиме простор за другите во нашите животи и во нашите заедници. Да ги надминуваме сите наши семејни недоразбирања со љубов. Не освестувате за незаменливата улога на жените. Со тоа станавте инспирација за милиони луѓе низ светот. Но како е тоа можно во време кога во неброени политички декларации овие символи беа сведени на празни формулации? Благодарение на вашите дела, ние препознаваме суштината на символите. Кај вас зборовите се совпаѓаат со делата, а делата со вистинските потреби на човештвото. Затоа, длабоко сум убеден дека вашите заложби за мир и единство, еднаквост и социјална правда, слобода на мислата, совеста и религијата, одржлив развој и владење на правото, прават реална разлика зашто се символи на обновениот свет. Ваша светост, мојот мандат како председател го завршувам со тоа што ве пречекувам вас во Република Македонија. Морам да ви признам дека бев во големо искушение да го искористам вашето присуство и фокусот на светските медиуми и да зборувам се најдобро за мојата држава и за мојот народ. Би можел да се осврнам на мисијата на Свети апостол Павле во Македонија, што го отвори патот за христијанството во Европа. Или пак за мисијата на светите Кирил и Методи и свети Климент и Наум Охридски,
кои придонесува за културното и духовното издигнување на словенските народи. Би можел да го истакнам шествековното мирно искуство со исламот што позитивно го оформи македонскиот модел на соживот и почитување на различноста. Да не заборавиме дека најпознатата ќерка на тој и овој соживот стана мајката на 20 век, светата мајка Тереза. Искушението да зборувам за славното минота е големо, но верувам дека е многу поважно да зборувам за неизвестната сегашност, колку и да е тоа тешко. А вистина е дека вие доаѓате во време кога македонското општество е длабоко поделено, а македонската држава е тешко ранета поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и разнишена доверба во меѓународната заедница. Деценејските блокади на нашиот европски пат доведоа до политички и морални кризи што го намалија нашиот духовен имунитет и ги еродираа вистинските и трајните вредности. Крстот и полумесечината, црквата и џамијата се злоупотребуваат како граничници и тврдини за маркирање и бранење на некакви си замислени територии, како да се заборава дека сите ние сме луѓе независно од нашата вера. Само духовно променети луѓе можат да го променат духот на општеството. Но за тоа е потребна личност со голем морален авторитет, што ќе изборува на душата на нацијата. Длабоко сум уверен дека македонските граѓани, христијани, муслимани, евреи или атеисти, токму во вашата светост гледаат таква личност. Многу млади лидери од мојата лидерска школа ве посочуваат како лидер што најмногу ги инспирира. Затоа, символично, како македонец замолев да дојдете во Македонија и да ни помогнете во духовната обнова на нашата татковина. Ваша светост, иако сум православен христијанин, како претседател на секуларна држава, јас ги представувам сите граѓани независно од нивните верски и идеолошки уверувања и етничка и јазична припадност. За повеќе од милиарда католички христијани во светот, вие како поглавар на католичката црква го представувате Богочовекот Исус Христос. Го представувате оној кој на последната вечера, свесен за страшните страдања што му предстојат, знаејќи со сигурност дека во неговите раце е целата моќ, станал од вечерата и понизно им ги миел нозите на своите ученици. Во изминатите неколку години светот со зачуденост и неверување гледа како вие символички го повторувате истиот тој чин. Вие се наведнувате да им ги измиете нозете на болните и сиромашните, на затворениците и бегалците, на гладните и жедните, на отфрлените и маргинализираните, независно дали се христијани, муслимани, евреи, хиндуси, будисти, атеисти. Верувам дека вашите дела не се само уште еден истрошен символ. Напротив, вие не подсетувате дека, иако нашата човечка љубов кон Бога и кон луѓето е променлива, Божјата љубов и верност кон нас луѓето е трајна. Со тоа, вие го символизирате патот на љубовта и милоста, понизноста и служењето. Пат што треба да го следиме и ние тука во Република Македонија. Независно од нашата вера или нашата идеологија. Само така ќе можеме да им оставиме подобра иднина на младите и на се уште неродените. И затоа ќе завршам со еден повик до сите мои сограѓани, до сите луѓе со добра волја и чисти срца, независно дали припаѓаат на православната, католичката или протестантската гранка на христијанството, независно дали се муслимани, евреи или атеисти. Ве повикувам да ја препознаете символиката на ова посета и преку понизност и простување, помирување и сплотување, преку одговорност и почитување, да се вклучите во духовната обнова на Македонија пред да биде предоцна. Ваша светост, уште еднаш, наискрено ви благодарам што дојдовте во Република Македонија. Како претседател, чест ми е да ве поканам да се обратите пред присутните гости и пред македонската јавност. Повелете.